Добре дојдовте во студио на Нова. Добре дојде за Емил Киријас, генерален секретар на Либералната интернационала. Господине Киријас, вие дојдовте во Скопје сте во моментот кога всушност ненајдено пристигна и еврокомесарот за проширување Филе, па добро е да вашите проценки, има информации дека Филе всушност директно се вклучил во преговорите Груевски-Црвенковски, се разбира не седнал со нив на маса директно, но веќе е вклучен за да помогне како еден вид на олеснувач, да помогне во расплетот на кризата. Кои се вашите проценки? Ќе се согласи ли премиерот Груевски на локални и парламентарни избори? На барањето, се извинам, на барањето на Црвенковски. Голем број на невообичаени работи се случуваат во Македонија во последно време, па во тој контекст и посетата на комесарот за проширување. Не сум запознат дека досега Европската комисија имала ваков директен пристап во средување на националните прашања кај земјите кандидати, така да пристапот на комесарот Филе ми е навистина интересен и веројатно ќе предизвика голем број на анализи во иднина. Не сум сигурен колку комесарот вистина има мандат од самата комисија, односно од коледжот на Европската комисија, да се вклучува директно во разговори помеѓу лидерите на политичката опција во Македонија. Велите самостојно делува? Па има голем невообичаено. И самата невообичаеност на да се практикува таков пристап дава за простор да се размислува што всушност се случува. Не ми е познато дека било кој член на комисијата изразил јавна поддршка на ваквиот пристап на комесарот, а исто така не ми е познато дека има некој заклучок на комисијата дека треба директно да се инволвира во случувањето во Македонија. Сепак, мислам дека е добро. Секоја помош која што би можела да пристигне во Македонија да се одблокира процесот во кој што западнавме во моментот, е навистина добре доден и ја мислам дека така треба да се третира посетата. Добро е што започна диалог. Вчерашната средба Груевски-Црвенковски е чекор напред. Добро, значи прашањето, ќе се согласи ли премиерот Груевски на локални и парламентарни избори како што инсистира СДСМ, односно Црвенковски? Интересна е тезата дека само Груевски би требало да се согласи. И да се согласи Груевски, прашањето дали Ахмети. Дали Ахмети сака да се согласи? Ахмети упорно изјавува. Скоро секојдневни соопштенија има, колку што јас можам да приметам, од Демократската унија за интеграција дека тие во ниеден случај не сакаат и не се подготвени за предвремени избори. Зошто? На што се должи тоа? Па веројатно тоа се некои проценки на ДУИ дека во моментот предвремени избори би биле опортуни и за партијата и за земјата. Што значи тоа, дека Груевски воопшто нема да попушти? Па Груевски околу барањата на Црвенковски? Груевски веќе превзема одредени чекори кои што се ретарирање на неговите претходни ставови. Односно од таа негова некомпромисност и од укажувањето со прст кон Црвенковски како главен генератор на сите проблеми во Македонија со кои што не треба да се разговара. Впрочем, тој го прогласи Црвенковски за политички мртовец. Наеднаш го кани на лидерска средба во која што самиот наведува дека се тие двајца лидери кои што Македонија треба да изведат напред. Притиснат е, предпоставувам, од меѓународната заедница. Не сум сигурен колку Груевски реагира на притисок од меѓународната заедница. Груевски е премиер на македонското јавно мислење и тој така се однесува 6 до 7 години и нема причина зошто тоа би се сменило. Добро. Тоа е ваша проценка, но Филе, еврокомесарот штом беше во Македонија, веројатно се врши некаков притисок и кон Груевски, веројатно и тој треба на некакви отстапки, на нешто да се согласи. Но на што би се согласил, од што би отстапил лидерот на СДСМ Црвенковски? Она што вчера Груевски го најави, како негов, да кажем, чекор, втор чекор напред, првиот чекор беше средбата, вториот чекор на Груевски е признавањето дека всушност владата не ги има исполнето сите предуслови за фери демократски избори кои што ги наведе ОПСЕ и ОДХР. И веројатно во тие рамки, во тој сегмент може да се бара некој прозорец за приближување на ставовите, односно што е тоа што треба да се направи за да овие избори на вистина имаат легитимитет и кредибилитет да бидат фери демократски. Вчера во дебата Пентаровски-Кликовски, според проценките на Кликовски, би можело да дојде дури до расцеп во СДСМ, доколку градоначалниците како Заев и Јакимовски со голем рейтинг и можност, според нивните проценки се разбира, за победа, би излегле независно од
Ја мислам дека е во овој момент е премногу рано да се носат било какви анализи. Самиот СДСМ изјави дека остава отворена можност за разговор дали ќе учествува на изборите или не, односно дека до самиот ден до кога се поднесуваат листи, тоа прашање е прашање кое што допрва треба да се за кое што треба да се донесе конечна одлука. До 31 јануари. Во моментот тоа прашање се надзира како одговор бојкот, меѓутоа не е апсолвирано и тоа треба како такво да се свати. Има простор за диалог и мислам дека може ако сакаат лидерите да го разрешат. Вклучување на Европската унија во околу името. Филе веројатно и заради тоа, односно кога би кризата би се надминала, тогаш би можело и лесно решение околу името. Токму така, Европската комисија доби домашна задача од Советот да го следи развојот на настаните во однос на разговорите Македонија-Грција по однос на прашањето на името и да го вклучи тоа во рамките на својот извештај. И сигурен сум дека Филе како представник на комисијата, односно како комесар за проширување, се обидува да најде колку што е можно повеќе позитивни елементи за да може комисијата повторно да издаде препорака. Би било неблагодарно комисијата после 3 последователни препораки да не најде доволно аргументи и во наредниот извештај да предложи почеток на преговори, овој пат врз основа на некои позитивни сигнали во разговорите Македонија-Грција. Меѓутоа, вклучување на Европската унија во решавање на македонско-грчкиот спор нити е можно, затоа што е прашање на меѓународен, односно глобален мир и безбедност, согласно резолуција на Обединетите нации, а од друга страна, другата страна во спорот, Грција, упорно одбива било какво вклучување на Европската унија. Добро, ви благодарам за интервјуто. Благодарам за поканата.